Во штипските стоматолошки ординации пред интервенција секој пациент потпишува изјава со која потврдува дека нема коронавирус, не бил во самоизолација. Пациентот е свесен за евентуалниот ризик од зараза и при посета на стоматолошка ординација. Во изјавата пациентот ја нагласува сопствената самосвесност и информираност за промените на сите медицински протоколи кои максимално се спроведуваат со цел заштита на пациентите и заштита на самата матична стоматолошка ординација. Помеѓу оние на кои коронавирусот им го расепа стопонесувањето се и стоматолошки ординации. Најпогодени годинава се стоматолозите кои пружале естетска хирургија, посебно оние кои се фокусирани на вносниот здравствен туризам, бидејќи во периодот на летните одмори овој пат изостана приливот на странски државјани кои бараа естетска корекција. Во Штип има 34 стоматолошки ординации. За нивното рентабилно работење се потребни обслужувања на 60.000 пациенти. Општината има 48 жители. Тоа би значило дека во нормални услови без коронавирус повеќето од стоматолошките ординации немале позитивен финансиски биланс. Долгогодишната традиција на користење на стоматолошки услуги во Македонија од страна на нашинците во диаспората годинава е прекината. Штипските стоматолози евидентираат нерентабилно работење. Користењето на така наречените естетски интервенции е намалено за 80%. Ретко кој се решава на стоматолошка услуга и имплементација на забрани навлаки за подобар изглед. Стоматолошките услуги се намалени во однос на редовното пожелно отстранување на забен камен. Дел од штипските стоматолози велат дека во зимскиот период кој следи, доколку продолжи ваквото темпо, ќе немаат можност да ги покријат трошоците и за основни предуслови за работа во ординациите. Од 34 стоматолошки ординации во Штип 33 имаат подпишано договор со Фондот за здравство. Само една ординација функционира во целост со приватен капитал. И покрај поволностите што ги дава посочениот договор со Фондот за здравство, во ваквото темпо на работа неминувен е клуч на врата, велат засегнатите лекари и стоматолози, кои имаат едва 1000 пациенти, од кои половина се пасивни. По ова се поставува прашањето: зошто пациентите ги избегнуваат стоматолошките ординации и дали после епидемијата на коронавирусот ќе уследи пандемија на кариес?